Pa dobro večer. Pa kaj ste ve gledači moji najprekrasni? Pa kako ste mi večerva? Pak najljubavi, neli? Apsolutno, така treba. Како викендов? Шетнавте негде? Да не бевте вчера пред влада? Да бе, да, видов пак имаше некој протест таму. Да бе, да. Не знам што име на луѓево, само протестираат, само бараат нешто од владата, само нешто незадоволни се. Аман тебе луѓе бе, дај пробајте да си ги решите сами проблемите, не може се владата да ви реши, не може се од неа да барате. Да бе, да. Не стварно, кој протестираше вчера пред влада? ВМРО. Како бе ВМРО? Па не ли се тие на власт? Сигурно не протестирале против самите себе. Не, стварно, шо беше тоа? Митинг, така? Да, апсолутно. Јас пак се чудев од каде автобуси, кој тоа дошол на екскурзија во Скопје. А тоа да ти била туристичка агенција ВМРО ДПМН. Да, една од двете најголеми, заедно со СДСМ, нудат бесплатен автобуски превоз за разгледување на убавините на нашата прекрасна Македонија, специјализирани за полнење на скопските кафичи. Да, и пред 2 недели кога митинг имаше СДСМ во Скопје и вчера кога во Скопје во главниот град митингуваше владеачката ВМРО ДПМН, беа преполни сите кафичи и на Кеј, и на улица Македонија, преполн трговски центар, преполн рамстор, се преполно туризмот цвета. Да. Не, најсериозно кафичиве, рестораниве, сендвичари и слични такви објекти треба да им дадат процентот за работката на партиите. Мислам, за 2-3 часа таков промет, толку пари. Да, тоа е неверојатно. Но, ние од вчера се враќаме еден ден наназад, на саботата, во Прилеп митинг имаше ВМРО ДПМН, таму министерот Ставлевски ги испофали министерот Миле Јанакиевски и градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски. Ова што Миле и Маријан го направија во Прилеп во овие 4 години, мислам дека го нема нигде во Европа. Цел Прилеп и цело Прилепска околина се изградени сите патишта. И мислам дека во иднина ќе треба села прво да измислат Миле и Маријан, па да ги поврзат со нови патишта, скоро и да нема каде веќе да градат нови патишта. Се е изградено. Не бе, не, на овие Миле и Маријан не е функција да им дадеш, се ќе ти изграда. Да, дефинитивно треба да ги смениме. Не бе, се зезам. Миле и Маријан се супер и штом веќе се изградили и нема што повеќе да се гради, тогаш дај да се зафатиме со измислување нови села во околината на Прилеп за да има кај да градиме патишта. Премиере, некоја идеја, некое ново село? Предвидена изградба на пат по манастирот Трескавец во должина од 7,5 километри за непречен пристап до овој црковно туристички локалитет. И затоа што предвидено изградба на пат од село Костинци до манастирот во село Зрзе во должина од 8 километри за цела Македонија да ги види убавините на овие места во вашата општина. И затоа што се предвидува реконструкција на локалните патишта до Штавица, до Дуње и до манастирот Селце. И затоа што се предвидува реконструкција на локалниот пат од Клепач до Ерековци, локалниот пат од Беровци до Галичани. Ама премиере, ама само што кажав дека сите патишта се изградени. Што ќе правиме? Одново ќе ги градиме? Та, почитувани гледачи, тоа е ефикасноста на оваа влада. Миле и Маријан се изградија, се асфалтираа, сите села и манастири ги поврзаа со патишта. А сега што можеш друго да направиш, освен да ги раскопаш овие новите и одново да почнеш да ги градиш? Да, тоа е ефикасноста на оваа влада и мислам дека после ова нема што повеќе муаве да правиме и нема што јас да ви кажам за кого треба да гласате кога вие самите си знаете. Што дека ќе ви кажам гласајте за Иван или за Дејан или за Мики, кога вие самите знаете кој треба да биде првиот македонски идол. Да, почитувани гледачи, вечерва е финалето на Македонија Најдол. Станете на програмата на А1 телевизија. Од мене толку, се гледаме утре. Чао, чао.